Уште една актуелна тема на редниве минути во Македонија наутро. Соговорничката која што ја имаме на Скајп ние од Крушево, Младинскиот совет од Крушево има бројни активности изминатиот период кои го заслужуваат секако нашето внимание. Колку канцелариите за младинска соработка се важни во стварувањето на соработка и комуникација помеѓу младите од различни земји и колку од друга страна младите веруваат во заедничка соработка и иднина е темата која што ја отвараме со Анелија Митрова, која што се надевам ќе ја слушнеме на Скајпово утро. Анелија, благодарам за гостувањето. Добро утро. Добро утро, ви благодарам за поканата. Се надевам дека се слушаме. Се слушаме и гледаме одлично. Ајде на самиот почеток да им појасниме и на оние кои што не гледаат во моментов. Од кога функционира канцеларијата за младински сојуз во Крушево? Како функционира? Колку млади се вклучени во сите проекти кои што ги реализирате? Младински сојуз Крушево е организација за млади која функционира од 1999 година. Работиме на локално, национално, регионално и европско ниво и преку нашите проекти во сите приоритетни програми имаме вклучено досега повеќе од 5000 луѓе во последните 23 години. Генерално функционираме од Скопје. Најчесто и функционираме од Скопје, меѓутоа делуваме во сите региони во Македонија и сме доста препознаени на регионално ниво, особено во Балканскиот регион. Она за што сакам да продискутираме во Македонија наутро е последната конференција која што ја одржавте 25 и 26 февруари. Стануваше збор за дводневна онлайн конференција за вмрежување и поврзување на младите од Северна Македонија и Грција. Зашто се дискутираше, кои беа заклучоците од конференцијата? Вака, Младински сојуз во последните 2 години е предводник на иницијативата за формирање на грчко-македонски канцеларии за младинска соработка. И оваа конференција беше финален настан од заклучувањето на првата фаза на овој процес и конкретно се дискутираше за младинската соработка и што све треба да се направи во насока на поврзување и градење на добрососедски односи помеѓу младите луѓе. Сега, имаш околу 110 млади луѓе, млади експерти и направивме на вистина на хибриден начин, успеавме да направиме поврзување и вмрежување на млади студенти, активисти од невладиниот сектор, на млади активисти, на други експерти кои што работат на проблематиката меѓугранична соработка. Зборувавме на 4 теми. Младинската соработка во фокусот и што све треба да се направи за да се истакне младинската соработка и колку е важна младинската соработка за градењето на добрососедските односи. Понатаму зборувавме за улогата на граѓанскиот сектор, колку е важна улогата на граѓанскиот сектор порано, колку била важна пред потпишувањето на Преспанскиот договор, па се досега, колку е важна. Понатаму поврзувањето на образовните институции, дали постои поврзување помеѓу образовните институции, како тие соработуваат. И четвртата тема на која што се фокусиравме беше културна соработка. Колку Северна Македонија и Грција соработуваат на тема култура. Иницијативата за основање на канцеларии, она што сакам да го споделиме со нашите гледачи, помеѓу Северна Македонија и Грција, се базира, велите, на пренесување на добрите практики од процесите на помирување во западноевропските земји, првенствено меѓу Германија и Франција, односно Германија и Полска. И сега, велите, договорот од Преспа е многу важен чекор во целата оваа приказна, но потребно е да се работи уште многу и меѓу другото интензивно да се вклучуваат и младите. Самата иницијатива е по примерот на германско-француските канцеларии за младинска соработка, кои што успеале да вклучат повеќе од 8 милиони млади луѓе во последните 60 години преку овој механизам на младинска соработка. Преспанскиот договор беше многу важен и голем исчекор во политичкиот дискурс во двете земји, меѓутоа доколку него не губаме и доколку него имплементираме, тогаш се губи поентата на самиот договор. Затоа сметаме како ги вклучиме младите во процесите на соработка, ако младите имаат шанса да се запознаат, да комуницираат, да ги видат различностите и сличностите меѓу двете земји, само така може да се постигне она вистинско помирување и вистинска соработка.
бидејќи ако ми верувате дека младите луѓе во Македонија и во Грција ги имаат истите предизвици, особено оние кои што живеат во пограничниот регион. Висока стапка на невработеност, голема миграција во западноевропските земји, социокултуролошките предизвици исто така се многу слични, и затоа за да може да младите да станат во фокусот, многу е важно да се соработува помеѓу двете земји. И имате за една година многу што да се пофалите, да речеме, од отварањето на 2 младински канцеларии со локации во Солун и Валандово, па се до 500 луѓе кои што се вклучени во реализирање на проектите со свој знаење и искуства. Канцелариите во Солун и во Валандово се односно инфоточки или пилотираме како би изгледале самите канцеларии во иднина. И да, не треба да бидеме скромни, треба да се пофалиме дека и покрај кризата со пандемијата успеавме да вклучиме повеќе од 500 млади луѓе на овој или оној начин, односно ги користевме дигиталните алатки и правевме многу билатерални настани за поврзување на младите. Од настани каде што имаше дискусии на одредени политички теми, до културни настани каде што гледавме заедно онлайн филмови, заедно се готвеше, заедно се разменуваа искуства, заедно се размислуваше како тие канцеларии треба да изгледаат и која е потребата од страна на младите за формирање на еден ваков тип на канцеларии кои ќе бидат интервладин механизам за поврзување и градење на добрососедски односи. И дека младите македонци и грци веруваат во заедничка меѓународна соработка, доказ е истражувањето кое што го спроведовте изминатиот период. Според истото, да речеме, младите од Грција ретко патувале во Северна Македонија, додека младите од Северна Македонија редовно и значително патувале во Грција. Ова го покажа истражувањето за перцепциите на младите луѓе во 2020-та, кое што беше спроведена од токму од вас, Младинскиот сојуз. И велите главните причини за досегашните патувања на младите биле туризмот и сезонската работа, што е секако позитивно, но од друга страна младите веруваат дека има и тоа како простор се во ова да се промени. Да, она што не потикна со истражувањето дека мора да се работи на поврзување на младите, бидејќи да, младите македонци често одат во Грција, дали одат од туристички побуди, да, како што кажавте, сезонска работа или на шопинг, меѓутоа таму немаат никакви односи со други млади луѓе од Грција. Иако биле многу пати во Грција, сепак немале шанса да се запознаат со млади луѓе од Грција и да има некаква интеракција помеѓу младите. За разлика од таа страна, младите луѓе од Грција никогаш многу ретко патуваат во Македонија или поминуваат само низ Македонија кога одат во некои други европски држави. И тоа е резултат на тоа што овој регион и не е така многу атрактивен за младите луѓе, а наша задача е да го направиме поатрактивен и попристапен за младите луѓе. Во однос на образованието, исто така младите луѓе повеќе сакаат да одат на Еразмус плюс студентска размена во скандинавските земји, наместо да одат во Грција или пак наспроти во Северна Македонија. Лани во 2020 го имавме почетниот иницијалниот настан на оваа иницијатива, каде што имавме повеќе од 300 млади луѓе од двете земји во јануари во МКЦ во Скопје. И верувајте ми дека повеќето од младите грци кои што беа дојдени за прв пат ја поминале границата со Македонија и за прв пат биле во Македонија. И исто така велите дека на младите треба да им се даде секако глас за да создадат подобри механизми за меѓународна соработка и да се запознаваат едни со други. Овие канцеларии, младински канцеларии се одлична можност за тоа, но секако потребни се уште многу проекти и многу работа. Какви? Проекти на во прилог на сево ова. Во прилог на севова, проектите треба да бидат со една цел запознавање на младите. Меѓутоа треба да бидат едукативни, каде што младите ќе учат едни за други, која е културата, каква е историјата на двете земји. Потоа треба да бидат промотивни и треба да имаат поддршка од самите медиуми и да ги стават младите во фокусот и да ја земат оваа соработка како добар пример за градење на добрососедски односи. Понатаму, исто така, овие проекти мора да бидат на заеднички предизвици и проблеми со кои што се наоѓаат младите. Како што е претприемништво, вработување,
миграции и едни од најгорливите проблеми на младите во двете земји. Само доколку имаме заеднички билатерален пристап кон решавање на проблемите, само така можеме да постигнеме еден подобар регион и едни подобри односи помеѓу двете земји. Тоа ќе биде фокусот за периодот кој што следува? Фокусот за периодот кој што следува е на повеќе нивоа. Првото ниво е на grassroot активности, односно на активности кои се насочени само на младите луѓе и вклучување на младите луѓе во различни типови на активности. Вториот фокус е градење на мрежа на организации и поддржувачи кои ќе поддржуваат иницијативата и кои ќе бидат дел од самата иницијатива. И понатаму е фокус на застапување и добивање на политичка поддршка во однос на самата иницијатива, бидејќи оваа иницијатива не може да обстои само со младински активности, туку мора и да биде во соработка со институциите и институциите да не вклучат нас младите во градењето на сите договори и решенија за иднината. Медиумите се многу важна алка секако во целата ова приказна, во насока на промоција и поддршка на иницијативата. Ние ветуваме дека ќе бидеме медиумски партнери во периодот кој што следува и дека сето она што ќе биде ново и актуелно ќе го промовираме во утринската програма. Благодарам, Анелија, за денешното гостување. Ви благодарам и на вас, имајте убав ден. Тоа беше Анелија Митрова од Младинскиот сојуз Крушево. Зборувавме за сите активности во изминатиот период. Најавија многу и за месеците кои што следуваат, кои ќе ги следиме секако. Во продолжение музичка номера, веднаш потоа го отвараме и културниот блок.